Околу 13.000 лица од југоистокот се евидентирани во центрите за вработување како невработени. Во март оваа бројка за околу 5.000 била со помалку невработени лица, но кога и официјално започна здравствената криза со COVID-19, бројот се зголемуваше на невработени, а се рефлектираше најмногу во реалниот сектор во делот на економијата. Струмичките компании кои се лидери во производството во југоистокот останаа со околу 3.000 работници помалку. Некои поради немоќте да се справат со последиците кои ги наметна кризата, други пак поради делумно или целосно затворање на бизнисите. Стопанствениците со доза на оптимизам велат дека мораат да погледнат на реалноста в очи. И некаде очекуваме до почетокот на летната сезона дека некако ќе се стишат тие тешки мерки и дека економијата ќе зема замав не само во Македонија, туку целосно ќе се очекуваме да се отворат границите и економски да почне да се фати овој залет. Кај нас во Струмица генерално помалите фирми што беа не се да кажеме многу погодени, посебно производните, затоа што сепак има некое раздвижување уште по однос на извоз, по однос на прехранбените производи релативно добро поминаа. Луѓето си седа малце повеќе дома, си пазарува малце повеќе по маркетите. Меѓутоа, факт е дека сите хотелиерство, угостителство, туризам, сите тие гранки беа погодени. Струмица, иако и најголема општина во југоистокот, сепак лидер по невработеност, која наметна корона кризата, е општина Гевгелија, која пред кризата беше лидер во земјава со најмала стапка на невработеност. И таму дома останаа речиси 3.000 работоспособни лица кои се уште се водат како невработени. Статистиката вели дека без работа во југоистокот останаа и околу 900 радовишани и речиси 500 валандовчани.